завршуваме со нашата серија која почнавме и која ќе ја завршиме денеска. А тоа е серијата параболи. За мене лично беше едно одлично потсетување на еден од најпознатите текстови во Новиот Завет, а тоа е текстот за семето и за сејачот. Секој од тие параболи повеќе открива за Исус и гениалноста, неговата гениалност да се каже длабока вистина во една мала приказна запишана во неколку реченици. Едноставно, Исус ја има таа способност. Јован Златоуст е фасциниран од таа гениалност на Исус, да може длабока животна вистина, па и животен пат и филозофија да ги пренесе во јасна и едноставна реченица која ќе биде разбирлива за секој човек, па дури и за децата. Например, реченицата "Љуби го ближниот како самиот себе си". Дали сте размислили што се открива таа реченица? Што се е спакувано во таа реченица? Љуби го ближниот како самиот себе си. Тоа открива многу, покажува еден животен пат. За почеток, ја би сакал да бараме Господ со една молитва која Јован Златоуст ја молел пред секоја негова проповед. Молитвата оди вака: Семоќен Боже, за кого сите срца се отворени, сите копнежи познати и од кого ниедна тајна не е сокриена, исчисти ги мислите на нашите срца преку вдахнувањето на Твојот Свет Дух, да можеме совршено да Те љубиме и достојно да го величаме Твоето свето име, преку Христос нашиот Господ. Амин. Колку прекрасна молитва. Да го поканиме Господ да ни зборува денеска. Да повторам зошто Исус зборуваше во параболи. Дали сте размислили зошто Исус користи таква форма на поучување? Онака, едноставно не се дефиниции, како што се дефиниции. Сега Доротеја пишуваше не знам колку 11 дефиниции, по 5 пати требаше да ги напишеш по математика. Тие се многу јасни дефиниции, многу прецизно дефинирани и така натаму. Зошто Исус не ни дава еден сет на правила, туку тој не поучува преку приказни, преку параболи. Во Матеј 13 глава, ние во изминативе 3 недели зборувавме на Матеј од 13 глава. Таму вели вака, 34 и 35 стих. Значи Матеј 13, 34 и 35. Сето ова му го зборуваше Исус на народот во параболи и без параболи не им говореше ништо. Значи Исус без приказна, без парабола, без некоја символичка форма, Исус ништо не му зборуваше на народ. Зошто е тоа така? Дали Исус сакаше нешто да скрие? Дали Исус сакаше да направи некое тајно друштво, secret society, кое само тоа мало и тајно друштво ќе ја знае некоја скриена вистина, или што беше поентата? Вели 35 стих: за да се исполни реченото преку пророкот кој вели: со параболи ќе ја отворам устата своја, ќе ги искажам тајните од создавањето на светот. Зошто? Да повториме што кажав минатиот пат. Нашиот јазик е ограничен. Колку и да е богат нашиот јазик, јас слушам дека Винстон Черчил користел во своите говори околу 50.000 различни зборови. Знаете ли колку е тоа? Тоа е многу. Ние во секојдневна конверзација ние користиме до околу 3 до 4.000 збора. Отприлика тука некаде Толкин има напишано зборови за да го измисли неговиот виленски јазик за Господарот на прстените. Околу 3-4.000 збора. Ако знаеме од некој јазик 3-4.000 збора, ние можеме слободно да живееме во тоа општество. Винстон Черчил користел 50.000 збора. Но дури и Винстон Черчил имало вистини за кои тој мора да користи сликовит јазик. Например, минатиот пат го дадов примерот за оваа гитара. Ако се задржиме на оваа гитара, бојата на оваа гитара, ќе кажеме оваа гитара е смеѓа, оваа гитара е изработена од дрво, од махагони, не знам, има пластика и тоа веќе лесно може да се опише. Но ако зборуваме за звукот на оваа гитара, да кажеме оваа гитара каков звук има, како ќе објасниме тоа? Морам да почнам да користам сликовит јазик. Оваа гитара има топол звук. Малце раштимана.
Ова гитара има топол звук. И како што кажав, тоа не значи дека кога јас ќе удрам акорд, ние се тука ќе се стоплиме и ќе треба да исклучиме климата, не се работи за тоа. Ова гитара, што ако зборам какво значење таа гитара има, да кажеме, за мене емотивно. Од кој ми е дадена таа гитара? Какво патешествие имаме со таа гитара? Веќе морам да почнам да користам јазик кој е сликовит, кој не е фактички јазик. Јазик кој уствари открива една подлабока реалност. Од тоа што го читаме во текстот, можеме да видиме дека Исус користи параболи да ги открие тајните од создавањето на светот. Ако ние едва можеме да опишеме една гитара што представува за мене, што се однесува тогаш за тајните од создавањето на светот? Тогаш мораме да користиме јазик, сликовит јазик, со кој ние можеме да ја откриеме таа подлабока вистина на постоењето. Исус преку параболи зборуваше за тие тајни на постоењето. Исус зборуваше за вистината која длабоко резонира во нас, која всушност открива дека постои невидлив дел од нас, за кој мораме да користиме символички јазик, за да го разбереме. Бидејќи тој јазик е над секое наше разбирање и ги надминува сите наши концепти. Исус преку параболите зборува за тој скриен аспект на созданието кој всушност на крајот на времето ќе биде откриен. Знаете, кога зборуваме за тој библиски концепт на парусија, тој библиски концепт на второто Христово доаѓање, кога Христос повторно ќе се врати. Не се работи за некаква инвазија од некој од небото во просторен аспект. Тоа не е концепт на простор. Библиските писатели зборуваат за некакво откривање на скриената реалност која всушност е помеѓу нас. Кога Стефан беше каменуван и кога тој го гледаше небото отворено, јас не верувам дека Стефан го имаше Хабл телескопот или сега Джеймс Веб и можеше многу далеко да види во небесата па да го види Исус како седи на тронот. Тоа не е просторна категорија. Едноставно небото беше отворено и тој го види Исус. На некој начин таа скриена реалност, за која сега ни е потребен сликовит јазик, параболи ни се потребни да ја разбереме, на крајот на времето ќе биде отворена. А таа реалност, како ја чувствуваме сега? Како можеме да ја спознаеме таа реалност? Таа реалност на некој начин резонира многу длабоко во нас. Дури и кога нашето искуство со љубовта е толку дисторзирано, толку лошо, ние сепак копнееме по таа љубов. Кога живееме во крајно неправедно општество, ние копнееме за праведност. Сите тие работи кои се внатре во нас длабоко втемелени откриваат дека постои некоја подлабока реалност по која ние копнееме. Копнееме, очајно копнееме. Но не можеме да ја досегнеме или не можеме да ја видиме. Тука доаѓа на сцена верата. Досега зборувавме во првата проповед за природата на Божјото царство. И првата парабола за која зборевме беше за сејачот и за семето. Една од најпознатите параболи кои биле цртани на платна, едноставно биле опишани, многу позната парабола. Значи царството Божјо, од тоа што можеме да го видиме, тоа што Исус кажува, тоа е како семе кое треба да го помине целокупниот процес на растеж и давање плод. Со предпоставка дека тоа семе паѓа на плодна почва. Тоа е предпоставката. Тоа е prerequisite, како да кажем, тоа е едноставно припремата, она што е потребно за семето да даде плодна почва. Рековме дека кога Исус ја почнува параболата за сејачот и семето, кога Исус кажува излезе сејач да сее. Веднаш на човекот во први век, кој уствари е окружен со поле, кој бил вклучен во производството за храната кој тој самиот се јаде, не како нас, да одиме да купуваме брашно или што и да не треба од продавница, наставно луѓето сами се ја растеле храната. Кога Исус ја кажа параболата излезе сејач да сее, луѓето во први век веќе добро знаеле што тоа значи. Ти добро знаеле дека за сејачот да сее, сејачот прво требало да ја припреми почвата, да ја изора, да ја ископа, да ја припреми почвата да биде добра, да биде ровка земјата. Сејачот требало да го припреми семето, семето кое треба уствари да рти, треба да биде припремено за таа плодна почва. И тие знаат дека кога сејачот го посеа семето, сејачот треба да се грижи за таа почва. Значи, ќе треба да го наводнува, да наводнува нивата, ќе треба да се грижи комплетно до самиот момент додека него ожне плодот од тој негов труд. И тоа трае.
Кога Исус ја кажува таа парабола, луѓето во први век веќе го знаат целиот тој процес веднаш, затоа што се инволвирани во тој процес. Секојдневно знаат дека едно од црната дава 30-кратен, 60-кратен или 100-кратен производ. Тоа е природата на Царството Божие, тоа е како семе кој ќе биде посеано, кој ќе треба да умре во некој, кој ќе треба да рти и да даде плод. Но тоа е процес кој секој еден човек треба да го помине. Тоа е Царството Божие. Знаете, за Царството Божие во први век луѓето од Израел очекуваа принц на бел конј кој ќе каже Цезарот доле и ќе ги припреми сите израелци со мечеви и свашта и да го победат. Тие така очекуваа. Таков Месија очекуваа. Доаѓа Исус, не само што не е таков, он е убиен. Он е мртов на крстот за после да воскресне и на некој начин во една буквална смисла на збора да покаже што значи Царството Божие, што значи Царството Божие да биде како семе кој ќе биде посадено и кој ќе расте. Тоа е природата на Царството Божие. И тие што сте веќе некое време во црквата, можеби и ќе знаете за што зборувам. Кога зборуваме за плодот на духот. Кога зборуваме за плод на духот кој треба да се манифестира преку љубов, радост, мир, долготрпение, кроткост, благост, верност, самоконтрола. Едноставно знаеме дека тој плод на духот на почетокот во одот со Бог е многу тежок. Едноставно не ти доаѓа природно тоа да го имаш. Понекогаш сметаш дека не се исплати тоа да го имаш. Зошто да имаш самоконтрола? Зошто да имаш кротост? Гледаш дека сите газа, значи сите одат полешеви за да успеат во животот. Што има или сите се снаоѓаат, зошто да имам верност? Поентава е да се снајдеш. Поентава е да се снајдеш. Сега ме слушате, супер. Мала е црквата, па фала Богу. Плод на духот нешто доаѓа од како се инвестираме во нашиот живот. Како инвестираме јас и Бог, јас и Светиот Дух инвестираме во мене. За тој плод после одредено време да даде плод. И затоа апостол Павле го нарекува плод. Тоа не е дар, тоа не е способност, тоа не е талент, тоа е плод кој треба да биде произведен од нас. И за тоа треба време. Тоа е природата на Божјото царство. Зборувавме за атмосферата на Божјото царство. Понекогаш таа е нејасна и збунувачка атмосфера во она што денес ние го нарекуваме Божјо царство, да кажеме во црквата. Во црквата понекогаш атмосферата е збунувачка. Читаме од Исус што значи Божјото царство, едноставно гледаме околу нас, гледаме дека не е ова клуб на светци. Доаѓаме тука и очекуваме ние праведни луѓе. Божјото праведно царство да биде помеѓу нас. Доаѓаме и гледаме дека вака се Живко е супер човек, ама и Живко нешто, нели, не е како Исусом баш. И гледаме Фани, она е супер, ама и она, нели, гледаме, не знам, кој да е од црквата. Очекуваме ние праведно општество, доаѓаме тука и малце сме изненадени дека не е баш тоа толку праведно општество. Што е поентата? Исус ни ја открива таа атмосфера на Царството Божие која моментално е во земјата. Ова што теолошки се вика на англиски многу е кажано тоа и срочено already but not yet. Устилот веќе е воспоставено, но не е инаугурирано или исполнето во целост. Таква е природата на Царството. Тоа е веќе воспоставено, еве го доказа црквата. Воспоставено е Царството Божие, но не е во целост инаугурирано. Не е во целост исполнето. И ние се наоѓаме помеѓу овие два света. И што збори втората парабола за која збораме? Втората парабола беше за семето и каколот. Едноставно додека сејачот го сее доброто семе, во текот на ноќта што вика Исус? Доаѓа кој? Доаѓа непријателот. Непријателот доаѓа и фрла какол. И кога веќе излегуваат овие семето која ќе рти, која ќе даде ова стеблото ќе се појави, доаѓаат ангелите и викаат: Господаре, па нели ти сееше добро семе, зошто сега овој какол тука? Господарот добро знае дека во текот на вечерта дојде непријателот. Непријателот не за да украде, туку само за да уништи, да направи штета. Поентава дека црквата моментално во една таква ситуација, во една таква атмосфера се наоѓа. Разбираме дека како што има добро семе и пшеница,
има и како фрлен од непријателот. И разликата не е од човек до човек да кажеме, аха, еве го, Михаел е доброто себе, прекрасен, види каков е, леле, пшеница, човече, од ова брашно се прави многу, а Ребека, како? Не се работи за тоа. Едноставно гледаме дека и пшеницата и каколот се наоѓаат понекогаш во нашето срце. Едноставно тука е, тоа треба да се исчисти така. И поентата е дека кога ангелите му нудат ова е работа на Бог да му кажат, сакаш ли да одеме да го исплевиме тоа, уште од тревките, уште кога се мали да ги искубнеме, што вика Бог? Не, остави ги да растат заедно, но кога ќе биде жетвата, тогаш ќе ги отделиме доброто семе и каковото. Зошто? Затоа што Исус не сака ниту едно добро семе да биде изгубено или да биде колатерална штета при процесот на предвремено расчистување. А денес сакам да зборуваме за важноста на Божјето царство. Или зошто тоа е толку важна тема во параболите на Исус. Дали си се прашали, дали некој сте размислувале што е царството Божје? И зошто е тоа толку важно? Матеј 13 глава 44 до 46 вели вака. Значи Матеј 13 44 до 46. Царството небесно прилега уште и на богатство сокриено во нива, кој го нашол човек и прикрил. Па од радост за него отишол и продал се што имал и ја купил таа нива. Царството небесно прилега и на трговец кој бара убави бисери. Па штом најде едно зрно скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Амин. Дали слушавте приказната? Човек кој наоѓа богатство во една нива, продава се што го остава богатство таму, пошто нивата не е негова, го остава богатство таму, го закупува, не кажува на никој, продава се што има и оди ја купува нивата, за да го добие богатството. Или трговец кој бара скапоцени бисери, наоѓа еден скапоцен бисер кај некој, продава се што има, за да го купи тој еден скапоцен бисер. Овие две параболи ги има само во Матеј. Претходните параболи кои ги работевме за сејачот и семето и каковот беа кажани пред на собраната толпа на брегот. Ако се сеќавате, ние почнавме вака дека Исус се наоѓа на брегот и почна толпа да се собира и после нема кај да бега Исус сега, оди во бродче и толпата е на брегот, тој е во бродчето и оттаму тој ја поучува толпата, ги кажува сите тие параболи. Но сега во овој случај Исус влегува во една куќа и таму е со своите апостоли и таму ги кажува овие две параболи. Тие се сами. Царството небесно и Божјото царство, иако звучат различно, тие се синоними во Евангелијата. Во Матеј, затоа што го пишува својата Евангелие до еврејската популација, тој го користи терминот небесното царство. Затоа што во еврејскиот жаргон, во еврејскиот јазик, тоа е ист еквивалент како на Божјото царство. Лука што го користи во неговото Евангелие. Нема никаква разлика. Само има различна публика. Лука го пишува до еленското слушање, говорно подрачје, до грчките слушатели, а Матеј го пише до еврејските слушатели. Значи, Царството небесно и Божјото царство се синоними. Овие две параболи кои ги читавме се линкувани, тие мора да стојат една до друга. Матеј посебно ја користи оваа форма на пишување и на други места. Користи и стил на пишување во кој преку повторување на слична ситуација или приказна сака да нагласи нешто што Исус сака да го каже. Пример. Во проповедта на гората Матеј запишува две нешта кои означуваат иста работа. Например, вели вака во 5 глава. Вие сте светлината на светот. Сте го слушнале тоа? Вие сте светлината на светот. Но веднаш тоа, после тоа, пишува вие сте солта на светот. Исус со две различни символики нагласува една важна работа и тоа Матеј го запишува на тој начин. Нагласува иста работа. Исус тука е нагласува улогата која ја има неговиот народ, кој има Божјиот народ во овој свет. Едноставно Божјиот народ не е повикан да се претопи со светот, туку да остане посебен и да служи за таа цел за која е повикан.
Дали како светлина на светот или како солта на земјата. Исус кажа две работи една по друга, но една поента. Или друга споредба, мислам дека беше во 7 главата, Исус кажува за птиците небесни и за полските цветови. Ако читате проповедта на гората, изобилува со такви репетиции. Исус вели, видите ги птиците небесни, ниту копаат, ниту работат, а Бог ги храни. Или, погледнете ги полските цветови, колку се убави, кои воопшто не работат и не се секираат, но дури ни Соломон, со сета своја слава, не беше облечен ни близко до нивната убавина. Тука се работи за грижите кои не треба да ги имаме, нели? За тоа се работи. Две приказни означуваат една иста работа. И тоа Матеј многу го користи. Во многу ситуации можете да го видите истото како Исус го повторува, користи репетиција, користи кајастичка структура, паралелизам, да нагласи некоја поента која сака да ја каже Исус. Така и во овие две параболи. Исус сака да нагласи еден аспект кој е важен за Царството Небесно. А што имаме во овие две параболи? Ај малце да ги раскопаме. Најнапред го имаме скриеното богатство. И тоа е многу убаво. Јас иначе ги сакам тие емисии да ги гледам кога луѓето барат дали злато со нешто малце сум зависен од тие емисии. Во Австралија овие кога барат со ти и ово ќе најде злато, па копа, парче злато толкава, чече. Многу јако изгледа. Кога бев мал, расте во Струмичкиот регион, каде што има многу историја, каде што уствари турците кога бегале од овие простори, закупувале злато, пошто не, ако ги најдат по пат, ќе им го земат. Закупувале злато и цртале мапи и да ви кажам, бев обкружен со такви приказни, и не само приказни, и настани во моето детство кога знам дека луѓе наоѓаат злато насекаде, во кјупови и во што и да е. Јас се сеќам кога одев на забавиште во селото, одам, мислам, што се деси е следното. Во рокот една недела сите кучиња во комшилукот умреа. Тоа ваде анима мунди уште не оперираше тогаш. Како и да е, умреа сите кучиња и една вечер имаше некои гости кои прв пат ги гледаме во малото таму кај едни луѓе. За следниот ден од сабајлето, да јас кога ќе одам на вакво на град забавиште, во дворот на тие луѓе имаше огромна дупка, 3 метри длабока, и дури на дното на дупката се гледаше буквално отцртан кјупот, кој што тие луѓе го откопале и си киднале. Дошле до некоја мапа, домакините ги напиле, нешто као далечни роднини сме, не знам што, ги напиле, ови си легнале и во текот на вечерта го земале златото и пријатно. Тоа јас го доживеав. Многу е јако да го знаеш тоа, да најдеш злато некаде, да најдеш некакво богатство. Скриено богатство се наоѓа во оваа парабола. Скриеното богатство најдено од човек кој ја знае вредноста на богатството и првин го прикрива во нивата, не го краде, го прикрива во нивата, продава се што има за да може да ја купи таа нива во која е скриено богатството. Тоа е првата парабола. Ова парабола открива нешто и за легалниот систем во први век. Што во овој случај, во втор парабола. Исус го кажува, но не е важната работа. И исто така, како во некои други параболи, Исус нагласокот не го става на етичкиот дел од приказната, бидејќи тоа не му е поентата. Што не сака Исус да научиме од оваа парабола? Можеме сега да заглавиме во дискусијата дали е етички во нечија друга нива да најдеш богатство, па да го сокриеш таму, и на некој начин да го изиграш собственикот на нивата, со тоа што ќе му ја купиш нивата, знаејќи дека таму има богатство без да му кажеш нормално, и ја купуваш нивата по многу пониска вредност, и сега ти која ќе се купиш таа нива, го откопуваш богатството и ти си богат. Тоа ли сака Исус да го научиме? Во парабола. Не мислам дека е тоа. Како што и параболата за сејачот и за семето, Исус нема намера да дава инструкции за земјоделие. Не е тоа поентал. Исус открива друга подлабока вистина тука. Не гледајте на етичкиот дел од приказната, туку на гласокот и на другото место. Царството Божие не е како скриеното богатство во приказната, туку Царството Божие е како ситуацијата кога ти би нашол скриено богатство. Саѓате ли? Царството Божие не е скриеното богатство, туку тоа што Исус сака да го каже, Царството Божие е како
како ситуацијата која сега ви ја покажам, како да најдете скриено богатство. Што се би направиле ако најдете скриено богатство? За тоа сака да го искомуницира Исус. Која постапка вие ја направиле ако знаете дека сте во ситуација дека сте нашле скриено богатство? Што ќе направите? Што сте спремни да направите? Така и параболата за бисерот. Пронаоѓачот е поттикнат да продаде се само да дојде до собствеништвото на тоа што тој го наоѓа, тој скапоцен бисер. За разлика од претходната парабола за богатството, кое е најдено ненамерно, случајно, во оваа парабола, во втората парабола, пронаоѓачот всушност е трговец кој намерно бара скапоцен бисер. И кога го пронаоѓа, тој знае точно што нашол и знае точно колку тоа вреди и е спремен да продаде сите други бисери што ги има за овој еден единствен скапоцен бисер кој надминува вредноста на се што тој поседува. Сака да го има за себе си. Повторно, Царството Божјо не е бисерот, туку ситуацијата во која се наоѓа тој бисер. Затоа Исус сака да зборува. Тука има повеќе символики. Некои теолози тоа го објаснуваат на тој начин. Да кажеме дека наоѓањето на богатство, параболата за пронаоѓањето на богатство, случајното наоѓање на богатство е како случајот со етиопјанинот во Дела апостолски. Кога тој се враќа од Ерусалим, се оди за Етиопија, ја чита книгата Исаја, појма нема што нашол таму, нешто му е нејасно и одеднаш евангелистот Филип, воден преку Светиот Дух, доаѓа до него и му го објаснува тој дел. Му кажува за Христос, му кажува за Месијата кој дошол. И етиопјанинот го наоѓа тоа скриено богатство. И веќе ништо не може да го задржи него. Вика, што ми пречи да се крстам? Еве вода, се крштавам, јас сум Христов. Точка. Етиопјанинот го чита Стариот Завет, го чита законот, го чита пророците, но нема појма што прави. Тој е талкач. Тој едноставно се обидува нешто да најде, ама не знае што бара. Додека Филип евангелистот не му објаснува и тој го наоѓа тоа богатство и тој е спремен да даде се за тоа богатство што го нашол. Друга символика за бисерот е дека во контекстот на црквата е дека црквата се раѓа преку Христовите рани. Ако го знаете природниот процес на кој се создава бисерот, ќе знаете дека тоа е на некој начин болката која школката ја трпи со години и години и години. Така се создава еден бисер. Бисерот кој е природен производ на нечие страдање. На сличен начин црквата произлегува од делото на Исус, кој беше проследено преку крстот. Христовото страдање беше раѓањето на црквата. Од друга страна, втората парабола за бисерот исто така може да се спореди или да символизира за традицијата и наследството кој го има Израел, како куп бисери кои Израел насобрал низ историјата, и Царството Божјо и Христос како еден скапоцен бисер кој ја надминува вредноста на сите останати бисери претходно. Израел со сета своја традиција и наследство е како тој трговец кој цел живот во својата собственост има мноштво бисери. Но Исус кажа дека тоа што тој го нуди, вредноста на тој бисер што тој го нуди, ја надминува вредноста на сите останати бисери кои Израел ги има кај себе. И доколку се уште ја разбира вредноста на бисерите, логичен чекор за нив би бил да остават се по страна и да го земат тој еден бисер кој Исус го нуди. Ако си трговец, ќе знаеш вредноста на тоа што на бисерот кој Исус го нуди. Во таквата ситуација разбираш дека се што поседуваш е далеку поневажно, далеку поневредно, бесконечно поневредно од бисерот, од Царството Божје кое Исус го нуди. Дали некојаш го имаш всушност искусено Божјото царство на овој начин? Се може би кога изборам за Божјото царство имате онака магла во главата. Чека сега, може би некој од вас прв пат слуша за Божјото царство или сте слушнале, ова е сега модерно во нашето општество, кога некој ќе умре, посебно некој свештеник кој ќе умре, едноставно
наместо Бог да го прости како што беше обичај до пред некои години, сега е Божјо царство. Небесно царство, као наследство за небесно царство. Го заслужи наследството на небесното царство. Не знам дали сте го приметили тој тренд, ја го приметив. Како идеја? Професионална деформација изгледа, тоа е тоа. Може би некој од вас прв пат слуша за Божјото царство и сега Живко зборува многу колку е тоа важно. И сега чека, што е тоа толку важно? Зошто е тоа толку важно? Што е тоа царството Божјо? Може би сега итноста на тоа што ви го зборувам ви става некоја нејаснотија као, а чека, што верувавме до сега? Што Исус зборуваше до сега? Сите ние доаѓаме од различни позадини и секој од нас има различен почеток со Бог. Никој од нас не е склон на тоа да земе нешто да земе нешто здраво за готово. Секој од нас понекогаш ги зема вредните работи, вредните наследства здраво за готово. И јас често пати се наоѓам во таа ситуација. Едноставно ќе почнам да се само сожалувам за некои работи и некои работи кои се навистина вредни дарови во мојот живот, почнам да ги зимам здраво за готово. Во овој случај, каде Исус ја кажува таа парабола, претходно во проповедта на гората во 5 глава во Матеј, Исус ги потсетува на улогата која им е доделена од Бог. Ги потсетува израелците. Вие сте светлината на светот. Тие треба да бидат светлината на светот или треба да бидат солта на земјата. Но тие се затвориле во нивните тесно гради цели, во нивните кусогледи цели и ја изгубиле својата соленост. И како што кажува Исус, станале блуткави. Исус ги предупредува дека со таквата состојба тие не служат за апсолутно ништо. Може би се нарекуваат сол и може би изгледаат како сол. Но својата соленост, главната функција и карактеристика тие веќе одамна ја изгубиле. Може би изгледаат како сол, но тие немаат соленост. По прашањето на небесните птици и полските цветови, Исус сака да каже вака: што корист ќе биде тоа да го славите Бог, Создателот на се видливо и невидливо, и да кажувате дека вие сте негови деца, кога вашите примарни грижи се насочени кон тоа што ќе јадете и што ќе облечете. Со други зборови, вие имате заборавено кој е Бог. И сиромаштијата на вашиот ум покажува дека вие одамна вашата надеж ја немате положено во Бог, туку во вашата сила. Затоа копнеете по што ќе јадете и по што ќе облечете. Тоа е вашата преокупација. А ако верувате во Богот кој е создателот на небото и на земјата, не се видливо и невидливо, на кого се му припаѓа, тие грижи ќе бидат второстепени, а може би нема да бидат ни грижи. Јас пораснав во црква и многу нешта земав здраво за готово. Многу нешта. Земав здраво за готово тоа што мудроста на Божиот збор ја проучувам од мали нозе. Тоа што библиските приказни ги учев од 5-6 годишна возраст и ги знаев. Тоа го земав здраво за готово, мисля дека тоа е крајно неважно. Без да знам дека тие мали приказни го оформуваат нашето срце. Здраво за готово земав тоа што расте во релативно добро семејство. Не совршено семејство, но релативно добро семејство. Земав здраво за готово тоа што имав оброк секој ден од мојот живот. Го земав тоа здраво за готово. Имавме сега настан Македонија за Африка и кога зборуваме за Африка се потсетувам себе си, но ги потсетувам и моите деца секојдневно. Зашто е тоа што ние го имаме тука? И тоа не го правам во стилот на баба рога принцип, сега да ги плашам, во Африка немаат ништо што јадат, ние тука се имаме. Не. Го правам тоа во контекст на благодарноста која треба да го имаме за се што имаме овде, каде се наоѓаме. Тука имаме толпа во параболата која има наследство на земјата како никој друг народ на земјата. Кога Исус зборува во Израел, ти имат наследство како никој друг народ на земјата. Има да може да се случи. Божјата објава во светот ексклузивно оди преку тој народ, ексклузивно, кој всушност е наследник на целата Авраамова традиција, Мојсеевиот закон и објавите преку пророците. Многу посебна улога имаат, многу посебно наследство имаат израелците. Еден од псалмистите нагласува колку е скапоцено тоа наследство кое евреите го имаат. Законот кој ние во светлот на Исус го гледаме
речиси како проклетство, всушност за нив бил најголемиот израз на милост од Бог. Бидејќи законот всушност кажува кој е Бог, што тој прави, што тој сака, што му е угодно. Законот ги открива тие работи. Тој е недостижно за човекот, но го открива Бог, кој е Бог. И псалмистот вика, кутрите други народи поима немаат кој е Бог и завршуваат на местото каде што ние не можеме да се замислиме, ама дури со жртвување на своите деца на идоли. Замислете дека знаете во вашите коски дека постои Бог, дека постои Создател и дека треба да му угодиме, а поима немате како треба да му се угоди на тоа себишно битие. До која точка ќе застанете да му угодувате на Бог? Отеднаш, тие приказки, стари приказки имаат логика. Затоа што ако Бог, ако тоа е Бог, тоа што треба да го дам најдоброто од себе. Не можам на Бог да му го дадам вишокот. Најдоброто од себе. Ама Израел ја има објавата, која требаше да ја објави на целиот свет, да им покаже кој е Бог и што му е угодно на него. Но тие тоа потфрлија да го направат. Со тек на времето, тие тоа или го земале здраво за готово, едноставно, окей, не е кој знае што, или го направиле свое ексклузивно собственишто и го чувале посесивно. Не го делиле со никој. Доаѓаат други народи, не може. Ние сме тој народ кој треба да биде избран. Точка. Резултатот бил ист и во двете крајности. Тие загубиле својата улога и ја заборавиле вредноста на Божјата објава. Исус повторно не подсетува на вредноста на Божјото царство. Колку вреди за тебе Божјото царство? Дали воопшто знаеш каква вредност има Божјото царство? Исус претходно пред овие параболи ќе каже вака: најнапред барајте го царството небесно, а се друго ќе ви се придодаде. Исусовата мисија се темели на проповедање и навестување на небесното царство, дека се приближи. Знаете, преку проповета на Јован Крстител, кој беше претходник на Исус, требаше да го најави доаѓањето на Исус, Јован проповедаше една тема. Покајте се, затоа што се приближи Царството Божјо. Првата проповед на Исус беше за Царството Божјо. Последниот разговор кој го имаше со апостолите пред да се вознесе, беше на темата за Царството Божјо. Царството беше доминантна порака во животот на Исус. Доминантна тема во животот на Исус. Исус ги потсетува колку е важна таа тема. Во конечност, јас го земав здраво за готово тоа што црквата и Божиот збор се толку слободни и толку достапни за мене за јас да читам, да го проучувам и да знам за Божиото царство за Исус. Знаете, во контекстот на денес и на сега, на овој момент, може би не гледаш никоја голема разлика. Сега, што има врска? Каква улога тоа има за мене? Но во контекстот на вечноста има најголема разлика. Слушав еден говор вчера за нихилизмот. Нихилизмот ќе ти каже вака: каква разлика ќе направи твојот живот во следните 100.000 години? Апсолутно никаква. Какви избори ти ќе направиш денеска? Никаква разлика нема да направи. Тоа ти дека ќе се трудиш, дека ќе правиш, не знам што е да е. Ти си само прашина која постои, утре ќе те снема и отиде. Ти си само куп атоми случајно собрани на едно место. Ти си една корпа, што кажува, ти си една вреќа на вируси и на бактерии. Тоа сме ние, тоа е тоа. Една вреќа. Без разлика како го живееш животот, ќе умреш и ќе бидеш заборавен. Така да ништо не е важно. И не представува никаква разлика какви одлуки ти ќе носиш во животот сега и овде, и во што вложуваш, за што се жртвуваш, по што копнеш. Апсолутно никаква разлика не прави. За 100.000 години никој нема, какви 100.000 години? За 100 години никој нема се секува на тебе. Толку. Никаква разлика не прави. И тоа е така. Ако тоа е вистината. Ако тоа е вистината, тоа што е така, стварно нема никаква разлика.
Ако сега и овде е се што постои, апсолутно нема никаква разлика. Но јас ќе кажам, а што ако тоа не е вистина? Јас ќе те предизвикам да копнеш малце подлабоко во себе. Што открива твоите длабоки копнежи за интимност, за одност, твој длабок копнеш за радост, твој длабок копнеш за љубов, за кој си спремен да жртвуваш многу. Што открива тие работи за тебе? Открива дека си прашинка? Тоа ли го открива? Открива дека не вредиш? Тоа ли го открива? Открива дека не си важен? Тоа ли го открива тие работи? Едноставно имаш копнежи внатре во тебе кои што кажа C.S. Луис. Ако дојдеш до момент до кој имаш копнежи кои ништо во овој свет нема да ги задоволи, веројатноста е голема дека си создаден за еден друг свет. Една од тие реченици во филмот Интерстелар, не знам дали сте го гледале, еден од моите омилени филми, можам да го гледам буквално секоја недела поеднаш и да не ми издосади. Овој што е таткото на јунакот во филмот. Нели, светот е пред колапс и сега човекот работи, напорно работи да направи машини кои ќе имаат, не знам, собствена гравитација за да ја напуштат земјата. Тоа е целиот проект. Интересен филм. Научно фантастичен филм, сега да не мислите дека тоа е некоја историска, не знам што. И поетот е старата генерација вика, вика 7 милиарди луѓе и секој сакаше да го има цел свет. И затоа завршивме тука. И така е. 7 милиарди луѓе и секој сака да го поседува цел свет. Не може. Имаме копнежи внатре во нас, кои не може ништо во овој свет да ги задоволат. Веројатноста е голема, како што вика C.S. Луис, дека сме создадени за еден друг свет. Сите тие работи за интимност, однос, радост, љубов, откриваат вечна празнина и нишожност или откриваат димензија од тебе, која всушност не ја гледаш. Но целото битие зборува дека е тука и копне конечно да се открие и да се исполни од полнотата која произлегува од некој кој знае точно што ти е потребно. Сакаме да ги исполним тие длабоки копнежи. Црквената историја е полна со маченици. Историја на мачеништво. Ниеден од тие маченици за кои читаме своето мачеништво не го базиране на некој идеал, кој не го разбирале, и ниеден од нив не биле во некаков транс и занес преку кој тие преку состојба на безсознание ги отапувале своите чувства и затоа се жртвувале. Ниеден не има отидено на еден таков начин. Тие биле наполно свесни дека цената која сега ја плаќаат едноставно не може да се спореди со тоа што тие го добиваат во Божјото царство во контекстот на вечноста. И тие платиле со својот живот. Кажете ми, дали вие поседувате нешто кое е повредно од вашиот живот? Имате ли такво нешто? Да ми кажете, јас и го имам тоа на мојата банковна сметка, го имам тоа во мојот двор, кој ќе биде повредно од вашиот собствен живот. Сите маченици за Царството Божјо платиле со својот живот. Секој од нив гледал на вредноста на Божјото царство во контекстот на вечноста. Или подобро да кажам, тие гледале на Божјото царство во контекстот на реалноста. Мачениците кои денес ги нарекуваме така, во изворното значење на зборот мартурео е зборот сведок. И сега ги викаме маченици и веднаш помислуваме на тие што умреле. Мартурео зборот се преведува како сведок. Тоа е вистинскиот превод на зборот. Тоа всушност се сведоци и нивното сведочење се однесува на искуството кое тие го имаат во средбата со Бог. Преку Стариот Завет, во приказната која јас ја учев како дете за Сидрах, Мисах и Аведнаго, кои како млади израелци биле однесени во Вавилон, кои биле натерани да се поклонат на кипот на Ваал, а кои тие одбиле. И цената била да платат со својот живот, да бидат пуштени во вжарена печка. Тие одбиле да се поклонат и кажале, ние нема да се поклониме, затоа што веруваме дека Господ може да не спаси. Но вика и да не спаси, ние пак нема да се поклониме на тој кип. И тие биле фрлени.
Имаме познатата приказна во која тие се спасени на еден чуден начин од Бог. Преку Новиот Завет, преку маченикот Стефан, па и низ историјата на црквата, преку мноштво маченици и сведоци, и денес преку Христовите сведоци во местата каде за верата се плаќа со својот живот. Имате такви места денес во светот. Во сите тие нешта Христовите сведоци активно сведочат за вредноста на Христос и неговото Божјо царство, во кое тој ги воведува сите своји деца, и за кое тие се спремни да платат со својот живот. Може би тие нешто знаат, нешто што ние не знаеме. Може би тие со својот живот, со своето сведоштво, со својата смрт откриваат димензија на Божјото царство, искуство на Божјото царство, кој може би ние се уште го немаме искусено. Може би ние, сметајќи дека сме богати овде во Македонија, убаво ни е, угодно ни е, може би сме сиромашни во тоа искуство за Божјо царство. Затоа што немаме такво искуство. Нашата вера не била испитана до тој начин, до тој момент. Кога последен пат си погледнал на вредноста на Божјото царство во твојот живот на еден таков начин? Кога последен пат си видел на Христос, на Исус и на неговото царство и си кажал: ова е нешто најубаво што го имаме во мојот живот? Кога последен пат си го помислил тоа? Може би се уште не знаеме што тоа представува. Кога последен пат си размислувал во контекстот на вечноста? Дали размислуваме во контекстот на вечноста? И си ги базирал своите одлуки и си ја темелил својата радост на тоа скалило? Или твојата радост, твоите одлуки зависат од само сега што се случува? За добробитот сега, за печалбата сега, но не и во контекстот на вечноста. Кога последен пат си размислувал во контекстот на вечноста? На тоа не предизвикува Исус, затоа што димензијата на Божјото царство е во вечни пропорции. Не во сегашноста само. Ја вклучува сегашноста, но ја надминува сегашноста. И оди во димензиите на вечноста. Кога последен пат си ги преуредил своите приоритети да бидат соодветно подредени за тоа што има во себе вечна вредност? Кога последен пат на тој начин си ги преуредил твоите приоритети? Или сега размислуваш претежно за твојата удобност? Или сега размислуваш претежно за тоа што сега ти треба? Или сега размислуваш само за тоа што сега го сакаш, ништо не треба? Тоа што го сакаш и така ги преуредуваш твоите приоритети. Ја забораваш, тотално ја забораваш, го забораваш контекстот на вечноста. Кога последен пат си размислувал на еден таков начин? Кога последен пат си ја базирал твојата радост и надеж на вечните нешта? Кога последен пат си размислувал за твојот живот и онака разочарано гледаш на тоа што ти се случува, колку си неправдан, колку ти фалат нешта во животот, колку ти е тешко во животот, и наместо да го гледаш животот сега и да базираш твојата радост сега на тоа, да кажеш: ама чека малце. Сакам да се ослободам од тоа и да размислам во контекстот на вечноста, во контекстот на Божјото царство. И на тоа да ја базирам мојата радост. На тоа да се темели мојата доверба. На тоа да се темели мојата надеж. Не за сега што го поминувам ја сега во животот, туку на вечноста, на вечното Божјото царство, за кое вреди, како што научат сите маченици и сите наши сведоци на Божјото царство, за тоа кое вреди да се плати дури со својот живот. Може би сега твојата радост и надеж зависат од некои моментални ситуации и некои моментални непогодности, со кои изобилуваме. Нашиот живот изобилува со непогодности. Да не се лажеме, ние се уште сме на земјата, не сме на небото. Ние се уште сме на земјата. Земјата која е падната, која е скршена, во која е предизвик да се живее. Исус е премногу вреден да ти нуди само моментални задоволства. Тој знае дека тоа не ја решава твојата ситуација. Тој многу добро знае. Тој ти нуди вечен одмор, тој нуди царство кое нема крај, во кое ќе царува неговата правда. Јас верувам дека конечно секој од нас копне токму по тоа.
дори понекогаш не ни знаеме, ние ќе да признаеме. Погледни на Божјото царство, ќе ви дадеме предизвик. Погледнете на Божјото царство, можеби како никогаш досега. Погледнете на него како што Исус гледал на тоа царство. Како на скриено богатство, за кој си спремен да продажеш се, само за да го добиеш во твоја собственост. Погледнете така на Божјото царство. Погледнете на Божјото царство како на тој скапоцен бисер, за кој бисер ти си спремен да ги фрлиш сите други бисери што се во твојот живот, само да дојдеш до тој еден скапоцен бисер, до тоа Божјо царство. Таков пример оставиле сите маченици, сите сведоци пред нас. Таков пример оставаат многу наши браќа и сестри денеска низ сите краеви на светот. Затоа што тоа е нивното искуство. Тоа е нивниот поглед на Царството Небесно. Нека не чекаме на прогонство, на потешкоти во животот, да сватиме тогаш дека Царството Божие е вредно. Нека сега, во состојба на мир, сватиме колку тоа е вредно и на тој начин да го прередиме на нашиот живот. Да го бараме тоа Царство Божие како еден скапоцен бисер и како едно скриено богатство, кој не возбудува до таа мера, што не можеме да почекаме дури, да го продадеме се во нашиот живот, да го зграбчиме тоа богатство. Или да ги продадеме сите наши други бисери и да го земеме тој скапоцен бисер. Да имаме на таква возбуда, кој ќе кажеме Исус, кој ќе кажеме Божјото царство, наставно да размислуваме во тие вечни димензии, во тие вечни пропорции, бидејќи Царството Божјо постои таму. Не сега и овде само, туку во вечноста. Нека на тој начин го живееме нашиот живот. И нека од таму ја црпиме нашата радост и нека на тоа ја положиме нашата надеж. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, Исусе Христе, јас ти благодарам за секоја приказна, за секоја парабола која ти ја кажуваш. Ти благодарам, Господи, за тоа што ти не поучуваш на тој начин, ги откриваш тие тајни од создавањето на светот. Ни помогаш да го разбереме Твоето Царство Божие. Ти благодарам, Господи, за Твоите дарови кои ти ги даваш. Ти благодарам, Господи, за апсолутно се што ти си направил. И ти, Господи, направи доволно и даде се што е потребно за побожност и за свет живот. И не само тоа, ти го прати Твојот свет дух да не придружува и да не оснажува во секој еден момент во нашиот живот. Господи, нека нашата радост ја темелиме на вечните и вечни пропорции. Нека нашата радост се базира на тоа што ти го имаш за нас во вечноста, Господи. Да не го изоставиме тој елемент на Твоето царство, Господи, затоа што овде во сега и во ова место, Господи, можеме да најдеме само разочарување и пропаст. Господи, нашиот поглед и на Тебе, и на тоа горно призвание за кое пишува апостол Павле, и за наградата која доаѓа со Твоето откривање на крајот на времето. Се оставаме во Твоите раце, Господи. Помогни ни да го видиме Твоето царство на еден таков начин. И помогни ни да ги донесеме тие одлуки кои се важни чекори, кон тоа да бидеме дел од тоа царство. Амен.